Добро утро по втор пат, убава најава моја соговорничка на тема колку се значени библиотеките и колку знаеме, односно умееме да читаме книги, зборуваме со Ксенија Маказлиева Трајчијава. Ксенија, добро утро, како сте утрово? Добро утро, добро сум, ви благодарам, поздрав до сите гледачи што утрово се со нас. Одбравме на убава тема. Книгата ќе кажеме дека е наше најголемо богатство. Колку младите ја почитуваат, ја сакаат и сакаат да читаат всушност? Знаете, секогаш имало публика која што е наклонета кон читањето и публика што е помалку наклонета кон читањето. Меѓутоа, за да ги развиваме читачките навики и желбата кон читањето во пишаниот збор, тоа е работа, односно мисија на возрастните. Ако вие од мали нозе им предочите на децата книги кои што ќе го задржат нивното внимание, кои што се прилагодени на нивната возраст, кои што се современи, модерни и мултимедијални, тогаш имате добра шанса да ја разбудите љубовта кон читањето и утре да ги рекрутирате во редовни читатели кои ќе купуваат книги или ќе ги посетуваат библиотеките. За среќа, се уште имаме читателска публика која што има желба да одбере добра книга, која што ги посетува библиотеките, која што ете во книгата го наоѓа својот мир, својата инспирација или својата мотивација во животот. Професијата библиотекар е навистина значена. Колку младите сакаат да учат, да станат библиотекари и колку всушност има ли од кого да учат? Порано кога ние бевме дечиња, знаевме често да земеме книга, ама и многу ни беше убаво кога ги посетувавме библиотеките. Како е денес? Библиотеките ги имаме и во училиштата и јавните библиотеки, универзитетските библиотеки, значи сите тие си имаат своја читателска публика, но секако првите чекори во библиотеката се прават во училишните библиотеки и затоа е многу важно кој е училишниот библиотекар. Каква личност е, какви активности спроведува во училиштето, како ги организира децата, како ги мотивира да ја посетат библиотеката, затоа што сите училишни библиотеки, ако ништо друго, ги имаат лектирните изданија. Меѓутоа, умешноста на библиотекарот е да ги мотивира децата да ги читаат и другите книги кои што не се во задолжителна лектира, бидејќи сепак лектирите се нели во ограничен број, меѓутоа ние треба да ги мотивираме младите генерации да читат што повеќе и други автори и други книги, затоа што знаеме она што се стекнува од книгата е непроценливо богатство за секоја личност. Од книгите се учи, од книгите се збогатува речникот, од книгите се осознава животот, од книгите се добиват поуки кои што порано или подоцна ќе ви се најдат на животниот пат и ќе ви помогнат полесно да ги решите предизвиците кои секојдневно се испречуваат. Меѓутоа, ликот на библиотекарот е од клучно значење. Не знам колку е познато, но треба да знаете дека на Педагошкиот факултет во Скопје постои посебен смер библиотекарство, каде што се студира професијата библиотекар и се професионални библиотекари кои што подоцна нели се вработуваат во училишните или во јавните библиотеки. Меѓутоа, во главно библиотекарите се личности кои што имаат завршени некои од општествените факултети, дали се книжевници, дали се оделенски наставници, сепак тоа им е блиску, но најважно е можеби оние кои што работат во детските оделенија, кои што ја примаат најмладата читателска публика и од нив зависи понатаму каква армија на читатели ќе се регрутираат понатаму кога тие деца ќе станат возрастни личности. Всушност тие секогаш и ни пренесува на убава порака дека треба да читаме, дека треба нели да созреваме и колку повеќе книги ќе прочиташ, толку си побогат. Да, знаете како работата на библиотекарот не е само да биде зад пултот и да ги издава или прима назад изнајмените книги. Многу е важно инвентивноста, креативноста, мотивацијата на библиотекарот да создава активности кои што ќе ги привлечат децата во библиотеката. За среќа, ова во последните години се случува и во училишните и во јавните библиотеки, значи се покануваат автори, се реализираат различни работилници, се посетуваат градинките, се посетуваат училиштата, се воспоставува линкот библиотека, училиште, ученик, родител, наставници и сето тоа придонесува да се развива љубовта кон читањето. Кога вие во една библиотека ќе поканите автор кој што е атрактивен,
креативен, кој што пишува современо, кој што е современ автор, кој што знае и умее да им се приближи на децата, вие веќе знаете дека следниот пат ќе имате публика на следниот настан. Меѓутоа, не треба да се заборават и авторите кои што веќе не се живи, но оставиле дела кои што навистина треба да се почитуваат, да се откриваат и да се читаат. И тука постои начин, значи се организираат работилници, се организираат конкурси. Многу е важно библиотекарите, односно возрастните, да вложат во откривањето на светот на книгите. Да им помогнат на децата да го откријат тој волшебен свет, да им помогнат на децата да нурнат во светот на книгите и самите да откријат кој е оној жар кој што најмногу ќе ги привлекува, која е таа литература што најмногу ќе сакаат да ја читат. Меѓутоа, многу е важно да им се откријат сите правци во литературата, за да самите понатаму створат критериум што е она што најмногу ќе им го привлекува вниманието и со радост ќе го бираат понатаму во животот. Да, во чест на сите оние кои што ставиле посебен белег во нашата држава, се организира еден убав настан, петок 13 во Струмица. Да, во рамките на манифестацијата Средби под јаворите Видое Подгорец, кој што секоја година се одржува некаде околу роденденот на Подгорец, кој што е на 8 јуни, затоа што самиот организационен одбор на манифестацијата смета дека некои луѓе имаат само ден на раѓање како што е Подгорец и токму затоа и главните завршните активности се одржуваат во тој период. Минатата недела се одржа завршниот настан по распишаните конкурси, кои што беа во чест на Подгорец, значи инспирирани од творештвото на Подгорец, децата требаше да творат, да создаваат своји стихови. Едниот конкурс, другиот конкурс беше во чест на Киро Донев, но имаме и конкурс за наставниците да изготуваат мултимедијални проекти кои што треба да бидат исто така инспирирани од делото на Подгорец, односно да нурнат во неговото творештво и да создадат проекти кои што понатаму ќе служат како ресурси за запознавање со животот и делото на Подгорец. Сега во сите тие активности е советувањето за библиотекари и сите просветни работници се со една единствена цел, нели, да се развива љубовта кон читањето, меѓутоа и да се осознава и да се нурне во творештвото на Подгорец. На 13 јуни со почеток во 12 часот во Струмица во домот на АРМ ќе имаме советување на кое што ќе бидат прогласени најдобрите библиотекари во земјава и регионот, бидејќи веќе ни се прејавуваат и библиотекари надвор од Македонија, кои што се вложиле во таа библиотекарска дејност, така да оваа година имавме навистина голем одзив и жири комисијата навистина имаше тешка задача да ги одбере најдобрите, така што од Македонија имаме двајца од јавните библиотекари, еден од училишните библиотекари кои што ќе го носат признанието насловено Павлина Цунева Маказлиева, една библиотекарка од Струмица која ставила длабок печат во колективната меморија на градот, која што била библиотекар, која што привлекувала голем број на читатели во библиотеката, како мотивација и за денешните библиотекари. Меѓутоа имаме и пофалени библиотекари од регионот, ни доаѓаат од Црна Гора и наши кои што вложиле во библиотечната дејност, во информатиската дејност и да одадеме должно признание на тие што вложуваат многу повеќе од она што е секојдневна работа во библиотеката. Предавачи имаме од Педагошкиот факултет во Скопје, но ова советување е пред се апликативно, односно споделување на добри практики во библиотечното работење, каде што имаме пријавено над 10 библиотекари кои што ќе ги споделат своите добри практики, се со една единствена цел да им помогнат на своите колеги да ги привлечат децата како во училишните, така и во јавните библиотеки, па веќе и во градинките се основаат библиотеки, значи од најмали нозе да се навикнат децата на книгите и читањето. Освен библиотекари, свој излагање имаат и наставници и воспитувачи во градинките и сето тоа покажува дека се вложува во мисијата
читање, литература, откривање на книжевниот свет, се со единствена цел да се створат добри критериуми, добри книжевни критериуми по кои што понатаму ќе се движат младите генерации, како читателите, така и писателите. Да, и ќе заклучиме дека секако книгата е неголемо богатство, кога имаме во своите раце, кога ќе ја прочитаме. Така. Може би е полесно електронски, меѓутоа богатството е во нашите раци, мора да го чуваме, да го почитуваме. Ова е убав поттик и за младите генерации да ја одберат оваа професија која е многу значена за нас. Да, професијата библиотекар е толку многу значајна што некако во сите други професии како да се губи, меѓутоа токму затоа и се прават овие активности за да се подигне јавната свест за тоа што значи библиотекар и која е неговата улога во општеството. Ако еден библиотекар е насмејан, топол, ако знае да му приде на детето, ако знае да го оцени детето каква книга би го привлекла неговото внимание, ако знае да разговара со детето која ќе ја врати книгата за тоа што го прочитало, верувајте дека тој е успешен библиотекар кој што утре зад него ќе стојат армија читатели. Благодарам многу на одвоеното време. Секако ќе покануваме сите гледачи да бидат дел од овој убав настан во Струмица, 13 јуни, убав ден, очекуваме сонце. Веќе летото ни доаѓа, се гледаме во Струмица и убава тема за летниот период да отвориме уште малку да зборуваме на тема читање, на тема убави книги и благодарам што Па летниот период е и период кога имаме може малку повеќе време да и се посветиме на книгата, па и на библиотеките, и една отворена покана и за учениците, и за наставниците, и за родителите да ги посетат библиотеките, бидејќи таму се крие богатството, а ете да напоменам само уште дека целиот овој настан го организираме со поддршка на библиотеката Благо Јанков Мучето од Струмица и на просветно дело, кој што ете во заедничка мисија се вложуваме во развивање на љубовта кон читањето и книгите. И за крај една книга од Подгорец, која што се вика Златко, за мачето, вистински приказни за едно маче Златко, кој што еве ова утро би ја подариле на еден од гледачите. Ете, да ги мотивираме да влезат во библиотеките и да ги побарат делата на Видое Подгорец. Ви благодарам за утрешново гостување. Благодарам се.